Лично ми е посебно драго што една започната соработка со Евроинсов пред некое време успеавме да ја надоградиме и да створиме нов договор каде што ќе продолжиме да работиме и да инвестираме и да мислиме заеднички во исправец, тоа да инвестираме во македонскиот спорт. Евроинс, што исто така ми е драго, не се нови во спортот, значи имаат искуство со партнерување со спортисти, со национални селекции, така да најдовме еден заеднички договор и поготово ми е драго што ете така ќе чуете од господинот директор Јанко дека успеевме на заедничко задоволство да договориме да инвестираме во нашата младина, тоа е со 7 нови млади спортисти кои се надеваме со нашето селектирање и со нашите совети во иднина ќе бидат и македонски репрезентативци. Ракометот е спорт проеден, да не се повторуваме, Македонија е спортска ракометна нација, ни престојуваат големи предизвици во периодот што престои и јас се надевам како наш капитен на Македонија ќе успееме до една обостранно задоволство да се обогатуваме и да се надградуваме и да го подобриме она што било направено Евроинска консолидирана компанија за да биде на бидуще по-добро. Секако дека разговаравме на оваа тема, се уште немаме дефинирано, викам немаме, меѓутоа прилика за мислата е таа сега која што ќе ви ја кажам. Целта на старосната граница, новие деца, бидејќи договоривме соработка во наредните 3 години, е таа да се одбираат деца. Ќе го искористим и ракометниот камп, сега да кажам дека ние веќе од тој ракометен камп веќе имаме таргетирано деца, што не значи дека ќе бидат тие во овој проект, напротив. Ќе гледаме, разговаравме и пред почетокот на пресконференција, да ставиме еден временски период каде што тие треба да бидат одбрани. Лично мислам дека во рок од година дена треба да бидат избрани тие деца, секако дека нема да брзаме. Мене радува тоа што во Македонија постои огромен интерес за ракомет, се организираат многу ракометни кампови, по големите клуби, па и по малите места од сите делови на Македонија веќе се занимаваат со тие младински школи, што не беше пример од пред 3-4 години. Значи нашиот ракомет, нашиот спорт е на голема експанзија, нашето време се уште не е поминато, меѓутоа треба да бидеме спремни на тоа како генерација, збориме за национален тип, дека еден ќе дојде време треба да се откажеме и сакам јас, сакаме сите ние, веќе тоа го посакуваме заедно, како што е Македонија ракометна нација, да ние по порека почнеме да го припремаме тој терен на една база, основа, каде што да не губиме време, да нема тој баланс период каде што Македонија стравува цела македонска спортска јавност, дека после нашата генерација ќе треба да помине одреден период каде што треба да стигнеме на ова ниво кој што сме сега. Значи старосната граница, по мое лично мислење, треба да не ја поминува границата од 17 години, што не значи дека нема да се селектира дете од 12 или 13 години. Значи шансата која ќе се одбора ќе им биде дајна, меѓутоа во исто време ќе очекуваме тие да одговорат на предизвикот и да се однесуваат професионално, што не значи дека во текот на тој период од 3 години не може да дојде до некоја промена. Главната цел на крајко може да се разговара сега, лесно да се ветува, главната цел е на крајко да заврши тој период, да тие деца што ќе ги одбереме да бидат самите селектори, самите стручни луѓе од раководните луѓе во ракометот во Македонија, сигурно дека нешто се работа во овие изминати 3 години, значи ќе настојуваме да ги одбереме најдобрите. Значи не се работи дали има некој или нема, напротив, значи мислиме на иднината на македонскиот ракомет, сакаме уште сега да ги со наши совети, со подршка од Евроинс осигурителната компанија, едноставно да им се дадат можности да тие правилно се надоградуваат, затоа што по мене периодот од 14 до 19 до ние тинејџерски години си најбитно на усмерување, совети кои што ќе ги дадем и оваа подршка, да тие не губат во време, едноставно овие грешки што сме ги правеле ние и пак се успеале да тие не ги прават и за во што поскор период да бидат во наредните години една основна база на националната селекција.